Почитувани гледачи, добар ви ден. Добре дојдовте во големата наградна игра на ЕВН Македонија. Драги мои, некои го разбираат светот како поле за културен натпревар. Значи имаме културно поле, имаме житно поле, имаме струјно поле, имаме магнетно поле, но само ЕВН има среќно поле. Еве го ова среќно поле каде што вие ќе треба да стапнете овде, драги мои, и низ овие отвори да пуштите една плочка. Фондот за секоја емисија е 300.000 денари и имаме по тројца кои што може да добијат по 100.000 денари максимум. Тие тројца ќе бидат кој друг, кога се работи за ЕВН, кој друг ако не редовни плаќачи на своите сметки за електрична енергија. Ќе извлекуваме еден од тие тројца ќе биде оној кој што има направено траен налог, а двајцата ќе бидат оние кои што немаат заостанат долг. Оваа емисија ќе биде вонредна, затоа што во оваа ќе треба да ги извлечеме за првото коло. Денеска затоа ќе имаме специјални гости кои што ќе играат за Сдруженијето Дајте ни крилја. Моите гости, драги мои, ви ги најавувам. Трима дами прекрасни: Индира Кастратовиќ, Ребека Калиопи и овој джентлмен Зоки Љутков. Добро ви вечер. Добре дојдовте. Зашто сте така бе сите во црно денеска? Што е работа? Јас осеќам како лампион покрај вас, колку сум шарен. Добре ни дојдовте. Први ќе запрашаме Ребека за Сдруженијето на граѓани. Тоа е Сдружение на граѓани, така? Дајте ни крилја. Така, Сдружение на граѓани, односно тоа е невладино сдружение кое што ги штити правата и се бори, значи, за многу нешта за лицата со посебни потреби, хендикеп, дисфункции и ретки болести. Имате некакви планови за наредната година? Кои се вашите цели? Што поминавте 2012? Значи, многу планови, многу реализирани работи, меѓутоа сепак тоа што досега го реализиравме е капка во морето од тоа што треба да се направи, не само ние и другиот невладен сектор. Има многу нешта кои што не се како што треба за оваа група на луѓе. Меѓутоа ние се трудиме и секојдневно работиме за да ја подобриме целата состојба за овие луѓе во било која сфера, значи општествена, дали е тоа образование, здравство, социјала и така натаму. Така, имате интересно име, Дајте ни крилја. Да. Ние денеска ќе пробаме со тие крилја некако да помогнеме да полетаме што повисоко. Овие средства кои што ќе ги добиеме денеска од ЕВН Македонија, а ќе ми помогнат моите гости да ги извлечеме, ќе ги донираме на вашето Сдружение Дајте ни крилја. Јас само би сакала да напоменам дека сме едни од ретките кои што имаме редовни активности, кои што всушност не се поддржани од државата. Се одвива конкретно една нова работа во Македонија, тоа е во базенот, значи во Карпош при спортскиот центар Борис Трајковски. Секојдневно имаме терапевтско пливање каде што помина околу 150 дечиња. Значи презадоволни се и родителите и децата, значи. А кој е начинот да се пријави таму во вашето Сдружение? Се јавуваат, значи, во Сдруженијето, ние имаме сајт daјtenikrilja.mk, може да се пријават, имаме листа на чекање затоа што има голем интерес. Едно детенце доаѓа 2 месеци, потоа доаѓа нова група на дечиња и така. Имаме волонтери на кои што е јавно да им се заблагодарам, кои што работат со децата секој ден. Со оваа благородна работа. Да. Баш ми е драго дека на овој начин Индира, кај си Индира? Ти се брзаш нешто, имаш надпревар, имаш тренинг, што имаш? Надпревар имам регионална лига, да, со Зајачар. Со Зајачар? Па дај побрзајте малку. Добре, еве сега ќе споделам. Само да ни кажеш, ти си сега тренер во Вардар, така? Така. Има некоја нова Индира Кастратовиќ на повидок? Знам дека не е педагошки да се издвои никој, но дали има еве на повидок? Има, апсолутно. Мислам, јас сум тренер сега у прва екипа на Вардар, значи ние планираме, работиме, имаме еден добар тим кој сака да направи нешто единствено, да бидеме у Европа, да бидеме дел од Европа и да ако можеме да вратиме пак ракомет како што беше пред 10 години тука кај нас. Таа Европа, бе, таа Европа. 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 Тоа е еуропство. Ти денеска ќе ни помогнеш, на Дајте ни крилја ќе помогнеш, повели на ова среќно поле овде да стапнеш, на магнетизирано, повели горе, да. Е оваа плочка, драги мои, се пушта низ овие каналчиња и ќе видиме, од Савајле стана на десна нога. Чекај, полека, размисли кај ќе го. Јас сум левучар, така да... Добро, на лева. На лева, не размислувам, пробава. Како би не размислуваш? Коцкар, видеа хазардер. Не сум коцкар. Може уште еднаш? Прва. 6000 бе, 6000 дира за тоа дајаше. Не, дај уште еднаш, дај. Може уште еднаш, нашата жири комисија, само да ја представиме, составена од представник од ЕВН, представник од Публицис и нотар. Уште еднаш, ова беше пробно. Пробно, јас сум прва. Значи, ја ти реков размисли, а ти не размислував.
хазарder. Со коцка не се размислува. Или имаш среќа или немаш. Ако е пак 6000? 12. 12. Ако тргнам, ќе стигнам до 100. Браво. Браво. Овели. Хвала ти многу. Значи, што туку дониравме, ние заедно со Индира, ЕВН Македонија, дониравме 12.000 денари, средства кои што ќе бидат наменети на Сдруженијето на граѓани Дајте ни криле. Мојот втор гостина, прекрасна мадама, уште една денеска, Калиопи, како си ти? Имаш нов спот, нешто гледам, така? Не, еден, два. Да, вториот од новиот албум, вториот албум, така. Прва беше Вучица, сега Мелен пред едно 10 дена. И така, ти пееш на хрватски, така? Српско, хрватско, српски, босанците велат на босански, црногорците црногорски. Денеска сите си имаат свој јазик. Ама тоа за мене како македонка не игра улога, баш напротив, како докажан македонски бренд си правиме извоз на нашата музика во регионот и нормално за да може да разберат луѓето зашто пееме на нивниот јазик, а секако во однос на тоа што Македонија увезува исто доста музика од надвор, па подобро нека слушаат домашен пејач на странски јазик. Се шалам. Ова е албум кој што е наменет за целиот регион и од тие причини направивме албум, тоест Рома направи 10 нови песни за мене, прекрасни песни, евај чекам да ме поканувам на промоција, така која ќе биде и ќе биде. Како и секогаш во свое издание, во свое светло. Мислам да го погледнеме спотот, може? Може. Еве го најавувам спотот. Srce stidi, dosta sam ljubila, gubila sebe.
Еве го, новиот хит за 2013 година. Моите честитки, прекрасно изгледаш, да ти кажам право, ќе се излаже некој. Да? Да. Мислиш? Сите викаат камерата долава, кај тебе одзима, да ти кажам наистина. Калиопи, да помогнеме ние денеска, може? Ке играме? Ново стрекно поле наш? Ајде, ми рекоа дека сум... Дека си добар казардер, имаш... Дека рака, сега ќе провериме, да. Еве, плочката, индира 12.000 денара, ајде да видиме Калиопи. Ти благодарам. Ајде, чекај, размисли, направи магија, хандулјаве, шамани викаат са бајле нешто, сврти чорапа на окото, направи нешто. Џабе ги мериш. Не ги планирај, виде. Виде? Ти реков не ги планирај. Ова беше прва среќа. Прва среќа? Може втора среќа. Жири комисија? Може, добро. Многу го фрлихме. Ти реков не ги планирај. Леле, зашо вака индира ни оди? Не ни оди уствари. Пробај на другата. Ајде. Напред да, ху. Ама ти малер ми правиш Не бе, како малер ти бе? Ја да ти правам малер, не сум за тоа. Како ти влече така? Браво. Океј. Браво. 30.000 денари за здруженијето. Еве ги одека, 30.000 денари за Дајте ни крилја. Браво, Калиопи. 30 и 12, 42.000 денари има да сега. Зоки, здраво за тебе. Тебе не ти викам добро вечер. А пријаска на сите им реков добро вечер, по некоја навика испадна као демек вас ве видов и ми се стемни. Не бе, вас ве видов и ми се стемни. Па види како сите у црно облечени. Зоки, ти немаш спот да промовираме? Нема. Што да промовираме со тебе? Нешто представа, нешто што да кажеш. Нешто ти имаш соработка со ЕВН, нешто повеќе за тоа да ни кажеш така. Спот немаме спот да промовираме. Не, спот. Ова ќе биде како спот, видиш. Енергетски спот. Така? Ние 10 спота ќе снимаме, всушност серијал од 10. Секси вака како Калиопи, секси. Да, со стрипти, со се внатре како што треба. Многу ти благодарам. Со брцање по штекени. Да. Значи тоа е еден едукативен повеќе серијал, се вика Енергетска азбука. Таму се оди на локалитети, каде што се централите, каде што се трафостаниците, како се произведува електричната енергија, како таа доаѓа до трансформаторските станици, како потоа се дистрибуира до крајните потрошувачи. Па, например, кадар како ти монтираш на далновод. Да, како ме фаќа струја, па како избегнувам. Такви работи. И така доста интересен, едукативен. Тоа е снимено веќе, треба да оди? Па веќе снимаме неколку епизоди, така да ќе продолжиме во текот на годината. Добро, ќе биде тоа е како серијал, ќе биде на синхронизиран. Не, јас ќе на синхронизиран сам себе. Зоки, да играме да видиме за Дајте ни крилја колку ќе освоиме. Ама сега три шанси ќе имаме. Три шанси, зошто? Па не знам. Дека последните оставивме. Дека не ја погодам најголемата сума. Повели на твоето срекно поле. Замисли се стои. Ајде да видиме, Зоки. Размисли убаво. Шамани, со лева нога. Директно одиме на најголемата бројка. Имам право на два пати, така? Како и сите? Има право. Ама пази што да не биде од шупле у празно. Ако биде помало се важи првото. Добро, ајде така. Жири комисија дали може вака, затоа што денеска сме хуманитарно. Ајде да видиме. Зоки, што се важи второто, готово. 6.000 денари освои Зоки Лутков. По втор пат, првиот пат 12. Зоки, бе, што се раскажа? Убаво се беше. Ама се важи првото, така? Ама добро, да, 12, 42, значи има 54.000 денари. Тоа е од ЕВН Македонија во првото издание од големото извекување, големата наградна игра на ЕВН Македонија. Драги мои, дали знаете, нели секој се споменува струјата, кога споменеме струјата, то некако мене ми текнува веднаш на сијалицата. Дали знаете која година е измислен и кој е измислен? Не е измислил тој Томас Алва Едисон, туку 22 пред него истражувачи направиле истражување на оваа тема и биле многу близко. Но крајниот резултат сепак го дал Томас Алва Едисон во првото испитување кое што било 1879 година и тој тест траел 13,5 сати и успешно тој го извади вакуум, нели, појак вакуум добил во сијалицата и така неговата сијалица влегла како патентиран производ за домаќинствата. Во Скопје дали знаете која година е вклучена првата сијалица? 1909 година. Запометете добро. А моje извинување, битолчани, немам ништо против вас. Во Битола е вклучена првата сијалица дури 1924 година. 15 години подоцна. Еве објаснете вие зошто. А потоа цела Македонија била електрифицирана до 1940 година. Денеска имаме и лед сијалици, имаме
односно за она што ќе разговараме ние во секоја емисија, тоа е енергетско ефикасни апарати. Оние кои што не ја загадуваат околината и трошат многу помалку електрична енергија. Значи, драги мои, почитувајте го Томас Алва Едисон, почитувајте ги сите оние кои што работеле за да ги имаме денеска овие апарати на електрична енергија, почитувајте ги и како ќе ги испочитувате? Ако помалку трошите електрична енергија. Замислите мобилен оператор да ви вели, немој толку да зборите, бе, зашто трошите? Еве на Македонија ви кажува, не ја трошете, трошете разумно вашата електрична енергија. Тука некаде сме при крајот, само уште што имаме? Главното. Кој ќе ни дојде во емисијата следниот пат? Значи, ние ќе одиме секоја втора сабота во 13:30 часот. Да го видиме графичкиот приказ и на овој начин ќе бидат извлечени тројца учесници во ова среќно поле на ЕВН Македонија. Како ќе бидат извлечени? Ајде да видиме. Јас ќе викам стоп. Дали може режија? Може. Првиот што ќе го извлечеме, односно ќе извлечеме тројца, првиот ќе биде од оние кои што имаат направено траен налог, а другите двајца ќе бидат од оние кои што немаат заостанат долг. Се вртат бројките, јас велам стоп. Првиот пат, ево, првиот го имаме. Одиме со вториот. Стоп. Ево го вториот. Одиме со третиот. Стоп. Еве ги, тројцата потенцијални добитници на 100.000 денари од ЕВН Македонија. А сега ќе извлечеме уште 5 мина. Ќе ви ги прикажеме тие 5 мина кои што се резервни играчи во ова среќно поле, затоа што може да се случи некој од овие тројца да не е слободен или да не може да го сконтактираме или да не може да дојде, а за сите овие регуларности што еднаш ќе споменам дека си имаме жири комисија која што се грижи за ова. Драги мои, се гледаме низ 2 саботи во 13:30 часот на македонската телевизија. До гледање.